Добро утро, почитувани гледачи, добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Темата која што утрово ја обработуваме е физикална терапија после доживеан мозочен удар, што е она што е многу важно да се применува откако веќе пациентот во болнички услови ќе биде стабилен. Се дели во две фази, во физикалната терапија која што се изведува во болница, но многу е важно и кога пациентот веќе ќе биде донесен дома да се продолжи во континуитет, бидејќи мозочниот удар е петтата причина по смртност и инвалидност во светски рамки, односно на глобално ниво. На оваа тема утрово разговараме со Илија Жежов, физиотерапевт од Центарот за физиотерапија, физиотерапевт Здравје Гостивар. Добро утро, Илија, и добре ни дојде во Фактор здравје. Добро утро биле до вас, добро утро до гледачите на ТВ24. Благодарам за поканата. Секако што секогаш кога се однесува за нашите пациенти да им излеземе во пресред на овие здравствени теми, сум секогаш тука добре дојден да одговориме на одредени прашања. Така, и досега во рамки на нашата заедничка соработка имаме обработено многу теми во кои што зборуваме токму за важноста и значењето на физикалната терапија. Наоѓа примена во секоја гранка на медицината, вклучително и неврологијата, како што е случајот со доживеаниот мозочен удар и она што е потребно да се применува потоа. Но ајде, зошто е толку важна, кое е значењето и каде се наоѓа примена физикалната терапија и рехабилитација? Како што кажавте, физикална терапија е еден клучен сегмент во скоро сите гранки од медицината. Најпотребни сме во неврологијата, бидејќи тука нели нашите пациенти кои што доживеале мозочен удар имаат и така голема потреба од физикална терапија. Освен во неврологијата, тука сме потребни во ортопедијата, во хирургијата, значи и во сите останати гранки, бидејќи секоја гранка опфаќа рехабилитацијски процес од видот на физикална терапија, каде пациентот преку тие би кажал физикални процедури од 15 или 21 ден има потреба да се опорави и целосно да се врати нели во секојдневниот живот и во секојдневните обврски. Без таа физикална терапија, освен трајниот инвалидитет во неврологијата, сериозни последици може да остави во ортопедијата и во хирургијата доколку физикална терапија не се процесира и не се направи во одредени интервали и одредени третмани кои што ќе дадат соодветен сегмент да се помогне во таа рехабилитација кај пациентот. Да, и во сите овие ситуации и состојби многу е важна нели комуникацијата, заедничката соработка меѓу физиотерапевтот и пациентот, она што физиотерапевтот така го нуди како помош и доверба, но и прифаќањето од страна на пациентот сите работи кои што треба да ги примени за малку побрзо или полесно да се врати во секојдневието, иако секоја ситуација е различна. Така, видете, ја секогаш велам физиотерапевтот 70% мора да биде психијатар, 30% да биде физиотерапевт. И така, околу него подготвите пациентот за целосната рехабилитација и семејството и пациентот, вие не можете да направите една пристапна точка да би го рехабилитирале тој пациент. Значи, тој пациент за да би почнала таа рехабилитација, физикална процедура, пациентот мора прво пред се да ви верува, да знае со кого ќе соработува и да знае што може да очекува во одредените фази, односно третмани кои што ќе ги имплементирате кај него. Но секако тоа е еден индивидуален пристап, значи пак ќе кажам релација пациент семејство физиотерапевт и сите ние заедно од тим функционираме значи во процесот на рехабилитацијата на пациентот, но исто така ќе кажам тука дека исто соработуваме и со неврологот и со останатите значи доктори, хирурзи, значи ортопеди кои што ја направиле таа интервенција каде што ќе биде потребно да се вклучи физикална терапија од страна на физиотерапевт. Така, ќе погледнеме блок реклами па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Следете не до самиот крај, а во исто време ве поканувам да се јавите, да поставите прашање за да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со Илија Жежов, физиотерапевт од Центарот за физиотерапија, физиотерапевт Здравје Гостивар, зборуваме за физикална терапија и рехабилитација после доживеан мозочен удар. И пред да ги објасниме сите и фази и постапки што вклучува оваа физикална терапија за да се намали степенот нели на инвалидност кој што е во многу голем процент застапен, велат нели кај мозочниот удар се најголемите инвалидитети присутни. Можеме ли кратко, што е мозочен удар, симптомите, брзата итна реакција до моментот на рехабилитацијата? Така јас велам, пациентите кои што доживеале мозочен удар живеат втор живот. Благодарение на Бога, значи тие пациенти се со благослов од Господ да останат живи. Бидејќи нели што знаеме има исхемичен и хеморагичен мозочен удар. И двата мозочни удари се доста ризични по здравјето на пациентот. И двата оставаат доста сериозни последици кои што пак ќе мора да бидат препратени освен клинички
невролошки третирани, мора да бидат значи пропратени и со физикална терапија. Кај оние исхемични мозочни удари, значи доста последици оставаат кај пациентите, значи со одземеност на едниот дел од телото, дали тоа ќе биде левата или десната страна, значи најчесто горниот екстремитет и ногата, долниот екстремитет. Но она што кај пациентите побрзо во постапката на рехабилитацијата се опоравува, тоа е да пушти ногата, а за жал, раката останува малку со потраен инвалидитет. Дури кај одредени пациенти може и воопшто таа рака да не пушти од рехабилитацијата. Но многу е важно да се започне навремено да се третира со физикална терапија кај пациентите. Би ја кажало на рана фаза на физикална терапија, кога пациентот ќе биде значи нели клинички пуштен во домашни услови од страна на неврологот, и кога ќе смета неврологот дека е соодветно време да се почне нели со рехабилитација кај пациентот, секако ни даваат упатства колегите дека треба да започнеме рана фаза на физикална терапија. Таа рана фаза на физикална терапија морам да кажам дека може да биде и во болнички услови, а може да биде и во домашни услови. За жал, во нашиот здравствен систем знаеме дека колегите не можат да постигнат целосно да ја спроведат таа рехабилитација во клиниките, па за жал кај одредени пациенти и таа рана физикална терапија започнува кај одредени пациенти во домашни услови, односно мобилна физиотерапија. Значи, откако веќе ќе биде стабилен и кардиолошки и невролошки, така првично во болница, а веднаш по пуштањето дома, така во зависност од тоа колку кој пациент нели треба да остане во болница, мора во континуитет и веднаш така да се продолжи со сето тоа. Имаме гледач на линија, само да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Во програма сум. Во програма сте, да. Поздрав до сите во студиото. Ви благодариме. Имам едно прашање до гостинот. Многу добро го познавам и го ценам неговото знаење што го има. И имам едно прашање. Се оперирав на ногата, 3 штрапа ми ставија. Ме интересира колку никој не ме извести дека штраповите треба да бидат отстранити, да се извадат, да одам повторно, значи еден вид операција. И ме интересира колку период треба од поставување од операцијата до вадењето на штраповите да биде. Јас од тука од телевизија од 20 травматолози разбрав дека требало да се извадат штраповите. Така, добро, ви благодариме. Ова е малку надвор од темата за која што денеска говориме, но секако значи лекарот хирургот кој што ја правил операцијата треба да го каже тоа. Интервенцијата која што ја правил хирургот треба да му објасни на пациентката, значи дали тие штрафови по одреден период од самата интервенција ќе се вадат или не. Кај одредени пациенти морам да кажам дека тие штрафови остануваат, не се вадат. Но околу самото тело почнува да ги исфрлува, веќе тие на површина доаѓаат до одреден степен да се гледаат дека веќе самото тело почнува да ги исфрлува, тогаш веќе пациентката ќе мора да се консултира точно со травматологот, односно со хирургот што ја извршил таа операција, односно таа интервенција, бидејќи тој најсоодветно и најкомпетентно ќе одговори во однос на тоа дали тие штрафови треба да се вадат или не. Што се однесува до нас, физиотерапевтите, до тука можам да дадам конкретен нели одговор во однос на ова прашање. Така, затоа и се прават и редовни контроли, се закажуваат нели после секоја операција, па тука се согледува состојбата. А физикалната терапија овде конкретно во ваков случај? Неизбежна, значи така? Клучна и неизбежна, значи со 100% значи решение кое што треба пациентката да ја помини, бидејќи како што кажавме нели физикална терапија, односно целиот процес на рехабилитација ја враќа подвижноста значи на зглобот, подвижноста значи на пациентката да се движи без никакви трајни последици во понатамошниот тек од животот. Така, внимателно, без страв дека нешто можеби ќе се случи, така бидејќи многу од пациентите така од страв да не повторно паднат или да не се случи истото, па ја штедат, го штедат местото, така видите, тоа треба да биде активно. После секоја интервенција, после секоја повреда, после секоја травма, значи пациентите се травматизирани. Тоа е факт, значи сепак се случило повреда, но фактот на тоа говори дека во зависност од тоа како физиотерапевтот ќе го подготви пациентот за понатака, зависи и од самиот пациент и од самиот значи физиотерапевт кој што ќе соработуваат заедно. Се не треба да се плашите дека повторно може да паднете, значи секако тоа треба да внимавате, да бидете предпазливи, но не значи дека истата повреда би се случила повторно пак исто. Но пак да бидеме
внимателни, да ги следиме постапките од докторите, да ги следиме постапките од физиотерапевтот, да се консултираме со физиотерапевтот. Се што ни интересира во текот на рехабилитацијата, тоа е неизбежно, но во однос на овие дополнителни прашања кои што ги поставуваат до нас, тоа се одговори нели на самите хирурзи, затоа што јас знаете како обидено секогаш велам секој треба да си ја работи работата за која што е стручен. Ако оваа постапка е работа на травматологот, треба травматологот да објаснува, не може физиотерапевтот да објаснува нешто што не е во негов домен или што не е во негова гранка. За жал пациентите денеска се оставени после секоја интервенција и после секоја рехабилитација сами на себе и они не лутаат, не знаат каде кого да го прашаат, па го прашуваат Илија, па ја прашуваат Билјана, прашуваат овој, прашуваат оној, значи повеќе мислења, значи да не мисли тој така, да не мисли тој вака, но најкомпетентен е тој што го извршувал тоа. Ако јас извршувам комплетна рехабилитација во однос на физикална терапија, јас сум тој што треба да го даде одговорот што се случува со таа рехабилитација, бидејќи ја извршувам. Ме разбирате? Така, секако да. Кажем. Значи, откако веќе во домашни услови ќе биде пуштен пациентот, со што првично се почнува, односно се прави еден работен план, една заедничка, така еден заеднички план, така од каде да се почне и како да се продолжи. Најбитно е пред се со пациентот да направите прво еден индивидуален разговор во кој што ќе му ги кажете постапките што ќе следува во понатамошниот тек на рехабилитацијата. Што ќе имплементирате, што да очекува пациентот и што пациентот ќе очекува во рехабилитацијата, што морам да напоменам кај одредени пациенти да знаат дека рехабилитацијата не се состои само од масажа. Многу пациенти мислат дека масажата е еден од клучните сегменти кои што ќе помогне нели во процесот на лекувањето. Не. Клучниот сегмент во целиот процес на рехабилитацијата кај секој пациент е индивидуалниот пристап на пациентот кој што ќе ја имплементира кинезитерапијата. Кинезитерапијата е еден најдобар клучен сегмент, односно еден метод кој што помага во целосното рехабилитирање на пациентот. Затоа што после мозочниот удар значи е атрофирана мускулатурата. Значи стегнати се целосно лигаментарни делови, значи на горниот екстремитет, на долниот екстремитет. Кај одредени пациенти имаме проблеми со говорот, па тука веќе логопедите работат во таа проблематика, да го вратат повторно по поле говорот. Но она што е клучно физиотерапевтот да работи, мора да работи исклучиво по персонализиран план и програма со пациентот, што кажавме имате три фази. Прва, втора и трета фаза. Во првата фаза вежбите кај пациентите се поблаги вежби, кои што ги имплементираме, вежбите, односно методите, да се опушти пополека мускулатурата и да се привикне на онаа втора фаза која што доаѓа во имплементацијата на вежбите. Затоа што не имаме обтегнување на лигаментите, значи до одреден степен на болка, кај што пациентот, одредени пациенти не можат да ја издржат таа болка. Ама ние мораме да ја имплементираме терапијата, затоа што таа имплементација на терапијата ќе помогне пациентот да се врати пополека во стабилизација. И онаа трета фаза, кој што се зборувам појаки вежби, поагресивни вежби, пациентите доаѓаат до граница каде што повеќе не можат да ги поднесат тие вежби и тука веќе паѓа соработката помеѓу пациентот и физиотерапевтот. Не вие повторно продолжувате да соработувате со пациентот и да му кажувате, односно да го подготвите дека тие се тие методологии кои што ќе помогнат нели да се врати пациентот нели во една нормализација. Многу е битно раната фаза на физикална терапија, значи втората фаза на физикална терапија и третата физикална терапија да течат значи континуирано од почетокот па до крајот. Зошто? Заради тоа што ако 2 години поминат од постапката на мозочниот удар, за жал тој пациент останува со траен инвалидитет. Напразно ја имплементираме физикална терапија и напразно имплементираме методологии кои што ќе бидат имплементирани. Тука луѓето трошат финансии, трошат време, трошат нерви и останати други ред работи кои што не би сакал да ги спомнувам. Затоа што знаете, освен пациентот што го губи трпението, го губи и семејството од трпението. Што вие секој ден максимално е вклучено, бидејќи физиотерапевтот ќе биде одреден период, дали еден час заедно со пациентот, останатото време семејството мора така да. Секојдневно да ви доаѓа физиотерапевт дома, да ви прави вежби, да ви прави терапија, тоа биле се си кошта. Значи, замислете да доаѓа пациентот, значи 12 пати во текувниот месец, еве зборувам, по 2-3 пати неделно, вие треба навистина добро да сте подковани финансиски за тоа да го подмирите. Што сепак не е тоа 200-300 денари терапија. Ме зборувате, сваќате што сакам да кажам, што мобилната физиотерапија, односно имплементацијата на пациентите во домашни услови, кои што бидејќи тие пациенти не можат да ги носат во ординација, ние мора да извршиме мобилна физиотерапија во домашни услови. Тие терапии секако се коштат и се чинат. Но пак ќе кажам, значи во првите 2 години од добиениот мозочен удар, тие 2 години се едни од клучни години кои што рехабилитацијата ќе го врати пациентот во одреден степен на нормала или
ќе се имплементира физикална терапија, а пациентот ќе остане со трајни последици повторно. не се И знае не кај можете кого што тука да го барате, да ја барате грешката во физиотерапевтот и не можете да ја барате грешката ниту во неврологот, ниту во кардиологот, ниту пак во останатиот тим. Значи, одредени состојби кај пациентите остануваат со трајен инвалидитет, затоа што мозочниот удар придонел, значи трајни последици по здравјето на пациентот и одредени регии во централниот нервен систем се оштетени, кои што многу ретко може да, тие што се оштетени посериозно, многу ретко може да дадат сигнализација дека нешто со тој пациент се случува. Но за голема среќа во мојата имплементација на физикална терапија можам да се пофалам и да кажам, и вие тоа го следите и гледате, дека одредени пациенти се во општа добра здравствена состојба од самата физикална терапија и дека полека се враќаат во една нормализација, се можеби не 100%, зборувам 80-75%, зашто Ама некогаш и тоа е доволно и да Апсолутно. не се обесхрабруваат дека долготрајно ќе трае тоа, па да се откажуваат во некој Знаете момент. како викаат семејствата, најбитно ни е докторе, или ако ќе дојдете вие да направите физикална терапија, барем да може пациентот до ВЦ или до продавница да оди, да ги овозможиме оние основни движења. Јас велам не, ние ќе дадеме се од себе 100% максималност, да ја вратиме и раката, да ја вратиме и ногата кај пациентот. А имаме одредени пациенти кај кои што навистина рехабилитација дава 100% успешност. Но пак ќе кажам, тие проблематики кај пациентите со мозочни удари биле послаби интензитети на мозочни удари, кои што не направиле трајно и сериозно големо оштетување на оштетување. нервниот Така. систем и одредени регии во нервниот систем. И сето тоа си предонесува, значи, да рехабилитацијата ем течи порано, ем да даде позитивни ефекти во Така. целиот тој процес на лекување. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Може ли да прашам нешто? Добро утро, може, секако, повелете. Видите, она се работи за супругата, она е во Систина. Имаше операција на хематом. И рекоа, болеста е додека операцијата направена, а сега е на физикална терапија во Систина. Има некое минимално подобрување, меѓутоа не може да стане, не може да оди и слични работи. Предпоставуваат дека за едно 10 месеци со физикална терапија, дали тука или надвор од Македонија, дека она ќе може да се врати на до што слушнав 80-90 или колку посто. Дали е тоа точно дека може? Така, а колку време е поминато од како веќе почнавте со примена на физикалната? Од првиот ден од како се случи ударот, ние ја однесовме у болница и веќе месеци и половина во болница во Систина. Добро, да. Ви благодариме за јавувањето. Надежта не смее да се изгуби. Апсолутно. Сите сме биле Оптимизмот. сведоци на случаи, дали во семејството, дали во обкружувањето, кога мислите дека ништо нема да се смени, ама едноставно со голема волја, желба и упорност и од самиот пациент и физиотерапевтот и семејството, си се враќа во Видете, нормала значи, човек. оптимизмот Така? мора да постои, Да. мора да им веруваме на тие што ќе даваат физикална терапија, значи што ќе работат со нас, дека ќе го постигнат ефектот, значи да се надеваме дека пациентката за година до две ќе се врати во една стабилизација. Физикална терапија до 90% ќе даде еден клучен сегмент да се помогне во рехабилитацијата, но многу исто така е важно кој ќе имплементира таа физикална терапија и што методологии ќе имплементира и ќе употреби. Верувајте, кај одредени пациенти, за жал, имаме погрешна физикална терапија со погрешни методологии кои што дава контраиндикации наместо на подобрување на полош. Знаете како, често сугерирам и често зборувам дека мора еднаш да се стави крај на тие лоши постапки на рехабилитирање на пациентите. Значи, ако се разграничило од невролог, од доктор, дека кај пациентот не смее да се имплементира струја, па не смее да се имплементира струја, Билјана.
Не можете вие да му ставате значи на пациентот на квадрицепс или на одредена регија струја која што ќе му даде подобрување во зајакнување на мускулниот тонус. Па направете го тоа со вежби, направете го тоа со масажа. Зашто ги штедите своите раце, а имплементирате струја? Постојат многу начини и модалитети, така во примената на физикална. Значи, пак зборувам, кај пациентот, ако е кажано дека не треба да се, сите тоа го знаеме, сме го студирале, сме го примениле, значи, кон себе. Ако е кажано дека дава контраиндикација, зашто тоа упорно го правите и давате струја кај пациентот, кој што дава контраиндикативност на постапката на рехабилитацијата. А пациентот, пазете, ви верува вас дека ви работите со него исто семејството, значи не е во тек, он мислат дека он и така треба тоа да се имплементира. Затоа луѓето заменуваат во странство да се лекуваат. Како семејство или како пациенти не знаеме што е тоа што треба да се примени на нас. Луѓето заменуваат во странство да се лекуваат затоа што во одреден степен ја изгубиле довербата во здравствениот систем, а ја изгубиле довербата исто и во физиотерапевтите, и во лекарите, и во останатиот медицински персонал. Не сите, значи не сите, од нас има многу професионалци кои што си ја работиме, се уште работата и си ја сакаме, но одреден степен на колеги, не би сакал да ги навредам, тие ми се колеги, но треба да си ја сватат сериозна работава, дека стварно пациентите имаат потреба од нас. Така. И како што рече гледаш, дали за 10 месеци на вистина ќе го постигнеме тоа? Да. Верувајте дека треба да помине период, меѓутоа мора да се но истрае. Исто пак ќе кажам, многу е битно кој соработува со вас и кој имплементира физикална терапија. Затоа што многу добро знаеме како живееме и многу добро знаеме како функционира сега, искрено кажано, Билјана, вие не сте паднати од друга планета, како функционира нашиот здравствен систем. Јас себе немам страв да го кажам тоа, затоа што јас сум искрен, транспарентен и отворен во однос на рехабилитација. Ќе гледаме на подобрата страна секогаш. И мора со пациентот секогаш да бидете отворени, мора да соработувате отворено, мора да му кажете што да очекува, што да не очекува. Не можете вие да му давате лажна надежда дека за година на пациентот ќе лета, не. Значи, мозочен удар не. Значи, 2 години ќе имплементираме, а ќе видиме што ќе донесе самата Иако кај некого може и за побрзо време ќе се постигне сето тоа. Дај Боже, ние така? ги гледаме резултатите, ги следиме пациентите. Дај Боже да биде за побрзо. Меѓутоа, некои работи, значи, не се со магично стапче да се решат преку ноќ. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добро утро. Ало? Ве слушаме во програма, сте, повелете. Да прашам, на 80 годишна возраст имав мозочен удар пред 3 години. И сега имам голема болка во левата рака, од рамото па се до долу, до прстите. И не престанува, ево, 3-та година веќе, болки во раката, и одењето ми е отежнато. Одам, ама отежнато. Што може да се превземе, как? Сте направиле во меѓувреме, откако веќе ја чувствувате таа болка во раката, дали сте биле на преглед да видите за што станува збор? Сум бил на преглед, некој ми вели дека тоа е од мозочиот удар на такво место е и дава болка. На такво место се дава болка. Друг ми вели дека потиснат нерви, од нервот е болката. И не знам што е. Добро, ви благодариме. Ајде совет и препорака, Илија, до нашиот гледач. Секако пак ќе мора ова постапка да ја види доктор, да направи еден детален план, што би му препорачал на пациентот. Може би одредена медикаментозна терапија ќе помогне во овој случај, а може би физикална терапија ќе помогне да пациентот се подобри ситуацијата. Но сега кога зборуваме за физикална терапија, па тука не мора да значи дека ќе биде само моделите од вежби или од струја. Значи масажата исто така има многу голема улога во однос на опуштање на мускулното ткиво, кога е под еден голем спазам. Масажата преку имплементација на масажа, значи се опушта мускулниот тонус, се подобрува циркулацијата. Значи може физиотерапевтот да ги разбие оние закржлавености на самите легаментарни делови каде што има закочување во одреден степен или во движењето на флексија, на екстензија на раката, значи секако мислам дека пациентот би било добро да проба со 10 до 15 масажи во време трајање од интервал на 30 минути, половина час, отприлика некаде, кој што ќе добие доста позитивни ефекти, ќе се врати подвижноста на раката и ќе се подобри состојбата, но пак велам,
можеби и со медикаментозна терапија истото може да се среди, но кога веќе зборуваме за физикална терапија, нели од оној стручен Треба аспект. прво болката да се смири, па потоа да се почне со нешто, Апсолутно, така? од стручен аспект јас би го дал решението физикална терапија, заради тоа што физикална терапија е едно перманентно решение кое што навистина помага во овој целиот процес. Ако е голема доза на болка и воспалителен процес, секако дека мора со одредени медикаменти да се смири таа болка малку од малку барем, па после да почне нели она имплементација на физикална терапија. Ако веќе болката не е толку јака, веднаш може пациентот да се јави на физиотерапевт и да се одредат одредени масажи кои што ќе бидат имплементирани и ќе помогнат во постапката. Така. Имаме повторно гледач на линија. Добро утро, повелете. Ало? Добро утро, ве слушаме. Добро утро, поздрав до доктора и до новинарската. Ви благодарим. Сакам да го прашам доктора. Јас имам многу болки, многу силни болки во цел ербет. Гонтранички сластин, полиотроци, ревматика, дегенерација вертебра, лумбалите, цервикалис, дегенерација, дископатија, дисумбалис, паралис, спастика. Сега во левиот дел на врата имам многу болки, толку силни болки во нотете и мускулите и колената и во рецата, имам и Така, повеќе диагнози, повеќе проблеми со кои се соочувате. Ви благодарам за јавувањето. Врз основа на ова што ни го кажавте и споменавте, ќе дадеме еден совет и препорака, но да го погледнеме прво блокот реклами, па ќе и одговориме на гледачката. Останете со нас. По рекламите веднаш да го дадеме одговорот, односно советот и препораката. Многу диагнози спомена, така? Пациентката има повеќе диагнози, со сите тие диагнози со магнетната резонанса, останатите делови нечи од рентгена кој има правен или компјутер нешто, ќе дојде на физиотерапевт на преглед, ќе видиме што све можеме да помогнеме во постапката, но со толку многу диагностики не верувам дека некое соодветно решение 100% би нашле, но би нашле некое решение со кое што би ја облажиле состојбата на пациентка, да ги подсмириме одредени болки кои што ќе дадат нели позитивни ефекти, да може ете пациентката барем да се движи подобро, да легнува, да станува, да не чувствува така толку јака интензитет на болки, бидејќи овие сите диагностики што ги наброја за жал се доста посериозни диагностики кои што ако му кажам дека ќе ги излечиме 100% со физикална терапија, само ќе ја ставам во една заблуда и во една лага, а пациентката ќе мисли дека тоа ќе даде позитивни ефекти, за жал не. Но да облажиме, да направиме едно облажување на состојбата, би можеле да направиме секако. Сака кај нас, сака кај други колеги, секако нека се јави. Така, важно нешто да се применува и да се прави. Вежби за зголемување на моторната сила, координација, рамнотежа, вежби за стабилност, едукација на пациентот кога веќе ќе се поминат на оние најтешките фази, како да го користи помагалото, како да станува внимателно, сите тие вежби кои што се всушност наменски упатени кон него. Што се тука треба да се направи и од каде се почне? Така, се што ова наброевте се влегува и во првата, во втората и во третата фаза од имплементацијата на рехабилитацијата кај пациентите со мозочен удар. Многу важно е физиотерапевтот нели да го следи пациентот, а и пациентот да го следи физиотерапевтот она што ќе го имплементира. Пак ќе кажам, ке одредени пациенти има и доста одбивност нели во целата рехабилитација, заради тоа што пациентите освен тоа што претрпеле мозочен удар, не се веќе во состојба да трпат понатамошни болки кои што следуваат во рехабилитацијата, но за жал не избежно е сето тоа и мора пациентите да бидат подготвени дека освен таа рехабилитација друг вид на метод не може да биде имплементиран и не постои. Значи таа е рехабилитацијата. Така, она што останува е да се пијат лековите и терапијата која што е терапијата пропратно дадена од неврологот секако така? дека ќе си ја пијат, но она што ние ќе го имплементираме секако и тоа исто така следува за голема среќа добро и што следува, што имаме методи што можеме да ги имплементираме. Лошо е ако немаме такви методи да помогнеме кај пациентите. Да, како што кажавте, значи вежбите за рамнотежа се исто така многу битни. Кога ќе стигнеме во одредена фаза, нели пациентот да го подобриме со долниот и со горниот екстремитет, не влегуваме во една фаза каде што пациентот пополека го подготвуваме во одење. Значи физиотерапевтот помага во процес на одење. Го подготвуваме пациентот со одредено помагало да почне сам да се движи или без одредено помагало, кое што помага самиот физиотерапевт нели во обуката на одење. А исто кај одредени пациенти, доколку пушти ногата во одреден степен, 70-80%, пациентот почнува и сам да се движи. И тоа е многу добро и за пациентот и за семејството, заради тоа што
Тука веднаш од стат се скратуваат оние нели дополнителни постапки од страна на сопругата или сопругот ако е сопругата нели. Значи одењето во WC е многу битна работа, значи движењето низ дома. Одма одредени состојби се подмируваат во семејството. Можеме така самостојно веќе да почне некој обврски да ги прави. Затоа велам многу е клучна и првата и втората и третата фаза во рехабилитацијата. Но морам да споменам дека и кај оние пациенти добар физиотерапевт кој што добро ја разбира теоријата, методологијата на физикална терапија и по 2 години да започне рехабилитација, ако физиотерапевтот смета дека може да направи некое решение, некое подобрување и да донесе некое решение со кое што би го рехабилитирал пациентот, ако може да започне рехабилитација и ќе ги следиме постапките во податошниот тек во наредната година што следува и што ќе даде во постапката на рехабилитирањето и ефекти кај пациентот во лекувањето. Така, кога ќе се постигне одреден степен, дали се дава препорака освен она што физиотерапевтот го работи со пациентот и семејството на некој начин да помага во изведување барем на едноставните и лесни вежби кои што не бараат стручна медицинска. Така, видете, ние секако пациентите, семејството од тоа што го гледа физиотерапевтот што го работи, веќе тоа на памет им е научено на семејството, но не се дрзнуваат во однос на одредена состојба да направат нешто бидејќи се плашат сепак нели таа една посериозна болест која што нели во одреден степен ако има некој крвен сад запушен, некој значи хематомче може да се случи во таа постапка да направиме некој проблем. Затоа оставаат физиотерапевтот да ја рехабилитира целосната рехабилитација, но ние физиотерапевти им даваме работна терапија на пациентите. Дома да работат, таа работна терапија значи одредени состојби со слагалица да ги вежбаат ако можат, значи нели прстите. Даваме некој топче кое што може пациентот полека да врши притисок, значи компресија на самиот екстремитет. Ставаме значи дополнителни, на пример да речеме работна терапија, значи вежби со ластик ако можат да ги работат тие вежби. Значи движењето исто така статичен велосипед, ако можат исто така велосипедот да го возат, секако со помош на семејството, нели, да можат да ги да движат со самиот велосипед, бидејќи и тоа е еден вид нели на работна терапија, односно на вежбање, на вежби. Но пак Но оваа работна терапија доаѓа во моментот кога веќе ќе се постигне ефектот во лекувањето, нели тогаш носиме заклучок дека пациентот може да вози статичен велосипед. Прво ние го обучуваме во одредени значи сеанси, па потоа пациентот нели продолжува и сам да ги следи тие постапки и да ги прави. Видете, Билјана, тешко е да рехабилитирате пациент со мозочен удар и не само пациент со мозочен удар, значи сите постапки од рехабилитацијата се тешки, бидејќи сите си барат еден подолг временски интервал. Сега ако спомнавме во ортопедијата и во хирургијата дека можеме тоа со 21 ден да ја завршиме рехабилитацијата, пример кај мозочните удари, кај срцевите удари, тоа трае година, две, го губите трпението, значи сте во ситуација веќе да се откажете или сте во ситуација веќе ви е дојдено преку глава секојдневно да некој доаѓа дома и освен тоа што сте да кажам на некој начин утепани од самата состојба, па уште дополнително физиотерапевтот да ве тормози, да ме гневи, ама тоа е неизбежно, мора да помине и треба да се сватиме во тоа дека мора да го применуваме. Апсолутно да помине. Така да. На крајот сме само во неколку реченици, дали на физиотерапевт, односно физикална терапија треба да применуваме само кога имаме некој проблем или физиотерапевтите се тука за нас малку и превентивно да делуваат така за да не дојдат до одредени дегенеративни проблеми. Секојдневниот стрес, значи влијае многу на нашето тело. Добро е еднаш неделно или еве ако не можете еднаш неделно, 2 пати месечно да си дозволите еден благодет на телото. Што велам, што се подразбира под благодет? Благодет се подразбира кога отидете на физиотерапевта, немате никаков проблем и сакате да направите едно 60 минутен третман со масажа. Постојат толку видови на масажа кои што можат да ви помогнат, постои медицинска масажа, се да не набројувам, кинеска масажа, антистрес масажа, која што целосно вашата психичка благосостојба со 60 минути ја смирува. Еве ќе кажам еден податок кој што досега можеби пациентите не го слушнале. 8 часа спиење заменува 60 минути масаж. Па сега вие видите дали е добро да направите или не е добро да направите. Освен масажата, имплементацијата на масажата во тие 60 минути, ја зајакнувате мускулатурата, го подобрувате дотокот на циркулација. Сите оние млечни киселини од стресот што ги имате собрано во вас, ги отстранувате и пред се ослободувате од напнатоста на мускулите. Исто така ќе споменам тука магнезиум е убаво да се пие, да се консумира 2-3 месеци во континуитет, па потоа 2 месеци да се направи пауза. Ништо од
одредени луѓе не прават, постојано се со стрес, постојано се со работа, слабо имаат време за физичка активност, а И кога ќе почнат веќе болката да ја чувствуваат, така веќе нешто почнало да се случува, можеби ќе треба малку и подолго време така за да го вратиме активности Билјана си носат поголем стрес и доаѓа до оние сериозни проблематики, односно дијагностики кои што се случуваат после кај повеќе сме во седечка положба, неправилно седиме, неправилно стоиме, сето тоа си влие, затоа да го применуваме нештото на тој начин превентивно да делуваме. Благодарам за гостувањето. Благодарам и до вам. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.